Шестата македонска вечер од Моравечкиот округ, организирана во Чачак, Република Србија, годинава огромна чест и задоволство да присуствува имаше Македонија преку својата делегација предводена од советникот во општина Росоман Ристо Јошев. Чест пак преку својот објектив да ја проследи оваа манифестација имаше и екипата на телевизија КТВ. Знаевме дека не чека пат, уште еден работен предизвик, но и задоволство да уживаме меѓу нашите иселеници. На само 80 километри поминати во Србија, после границата, не можевме а да не застанеме и да не поуживаме во убавините на прекрасниот шумски масив од добро познатата местност Преда Јане. Застанавме, но кратко, бидејќи нашата задача беше да се стигне на време за момците од Класико бенд, задолжени за музичкиот дел, имаат време да се подготват и да ги постават своите инструменти на местото на настанот. Не пречека господин Славе Груевски, председател на Сдруженијето на македонците во Моравечкиот округ Даме Груев, инаку наш домакин. Се беше подготвено и се чекаше официјалниот дел за забавата да почне. Сакам во името на Сдруженијето Даме Груев да ве поздравам, да ви пожелам убаво да си поминете, да се забавите и да запамтите вечерта, шеста поред македонска вечер што се одржува во Моравичкиот округ. Поздрав до делегација општине Росоман, Македонија, на чело со замеником градоначелника господина Ристо Јошев. И поздрав до членот од Националниот совет на Македонија во Србија, Славе, господин Славе Груевски. И поздрав до сите кои сте пријатели, членови на Сдруженијето и сите кои не уважавате и сте дошле. Ви благодарам Ферич. Вечерва ќе не забавува музичката група Класико бенд Македонија од Кавадарци до Соман, која специјално допатува од Македонија само за оваа ваша, тоест наша забава. И екипата на регионалната телевизија КТВ од Кавадарци, која ќе направи репортажа за нашето здружение. Должна сум да кажем дека денес на 23 октомври е денот на македонската револуционарна борба, тоа е комитска вечер и вечер ќе направиме и ние една комитска вечер. А морам да ги поменам шестмината патриоти за кои се поменот на 23 октомври се повторува и ќе се повторува со поколенија, а тоа се луѓе кои биле задужени со својата визија за слободна Македонија, со која ќе се утемели и осведочи желбата на независна држава, која на својот народ ќе му стави знаме да го покрие и сите заедно да имаат една држава која ќе се вика Република Македонија. А тоа се Хаджи Николов, Поп Арсов, Груев, Татарчев,
Димитров и Батанджиев. Нека е вечен денот на македонските револуционарни борби. Благодаря. Писвотници се слушаат од Галичник до река, што тешка несреќа ги збра и мажите, и жените, та гласи тажна ека и навева салкоби зла. Та Кузман юнак славен падна убиен од Гега, тој Сердар прочут падна в бој и ке ги гази плячкаш од планините ни сега, а да ги брани нема кој. Земјоделци, служители на Деметра, баш така, шепотеа за гласот зол, а жените, што чуја писна од силна мака и коси корнеа од бол. Ви благодарам. Do
Te
Во Чачак, Република Србија, по повод денот на македонската револуционерна борба, Сдруженијето на македонците во Моравичкиот округ Даме Груев ја одржа 6-та поред традиционална македонска вечер. Председателот на Сдруженијето Славе Груевски во изјава за КТВ ја потенцираше големата благодарност до локалните самоуправи на Кавадарци и Росоман и добиената поддршка. Поздрав до сите македонци, поздрав до нашинците во Македонија. Ова е 6-та македонска вечер, организација на Сдруженијето Даме Груев за Моравички округ. Ова е во склопот на проектот Ние за својот град или на српски Ми свом граду. Во голема благодарност на мојот пријател и другар, да речам, Ристо Јошев, кој што ми помогна како и пред 2 години ова забава да организираме со македонска вечер. Голема благодарност до локалните самоуправи во Македонија, до Росоман и Кавадарци, кои ни помогна за организацијата на оваа забава. Задоволен од досегашната соработка со Чачак и Македонското здружение и замени градоначалникот на Росоман Ристо Јошев, советник и председател на Комисијата за образование, култура и спорт и човек кој во оваа дводневна посета беше на чело на македонската делегација. Овде каде сме сега по прослава на Сдруженијето на македонците во Чачак, 6-та прослава и со екипа, со музика и со КТВ телевизија сме тука на лице место. Благодарение со мала помош на градоначалниците на општина Кавадарци и општина Росоман. Значи другото го помогна моите пријатели од Кавадарци и самите ние што сме тука. Мислам дека луѓето убаво се забавуваат тука на оваа вечер и ги повикувам сите што сакаат да присуствуваат на македонска вечер на 21 ноември во Турција да се јават на време. Се играше, пееше, се разменуваа спомени, сеќавања за минатото. Секој раскажуваше за своето потекло, корените кои до ден денес влечат кон Македонија. Македонците ги имаше од сите делови на нашата ни мала, но убава земја. Срцата им беа растреперени, песните, музиката, целиот ритам на таа македонска вечер ги будеше спомените за минатото, за едно време, кај некој детство, кај други полнолетство, кај трети нов животен почеток, тргнување на цела фамилија и чекорење по тук терен. Се играше, се пееше до утринските часови, се раскажуваше за Македонија некогаш и денес, па нормално, сите така емоционално погодени, западнавме во сон собирајќи од него сила за следниот ден.
Нашата делегација заедно со членовите на Класико Бенд пред себе имаше уште еден предизвик. Моравме да поминеме уште 50 километри од Чачак и да стигнеме во Краљево за да одговориме на поканата и бидеме дел од 5-тиот фестивал на македонската народна музика Засвири, запеј, заиграј Краљево 2015. Поканата дојде од Сдруженијето на граѓани на Македонската национална заедница за Рашкиот регион Кирил Пејчиновиќ. Тука нашиот домакин, председателот на Сдруженијето Марија Зафировска Продановиќ, не удостои со една прекрасна прошетка низ Краљево, презентирајќи ни ги убавините на културно-историските знаменитости. Дента на вистина уживавме, но времето како да беше премногу кратко за да погледнеме се интересно за нашето око, па моравме да се вратиме и да се посветиме заедно со Класико успешно да биде презентирана изворната македонска песна пред гостите присутни на свеченоста во општинската сала на Краљево. Фестивал слави мал јубилеј, 5-ти поред. Секогаш наоѓа нови искуства, некои нови пријателства. Оваа година пријатели не стана од градот Кавадарци во Република Македонија. Она што Сдруженијето Кирил Пејчиновиќ го дефинираше и постигна во претходните години е благодарност на нивната работа и активности. Успеале за кратко време од постоењето до денес завидно да ги представат своите активности со средбину и разговори со меѓудржавни и градски представници, а сето ова ја основа и манифестацијата Запеј, засвири, заиграј. Она што е одраз на ова здружение, благодарност на работата на управата на здружението е збратимувањето на градот Краљево со општината Ѓорче Петров од Скопје, Македонија. Пред свечено да ја отвориме, се разбира градот Краљево е добар домакин, па секогаш умее и вака да ве поздрави. Го повикувам председателот на општина Краљево, Сретен Јовановиќ, да ве поздрави. Почитувани пријатели,
Почитувани пријатели, почитувани македонци, почитувани македонки, сакам да ви се заблагодарам за поканата вечерва да бидам со вас. Јас сум пријател на сите македонци. Јас бев 1981 година во Охрид во армија и моето срце остана во Македонија. Градот Краљево е ваш град. Чувствувајте се како во вашите домови. Бидете весели, бидете здрави. Ви благодарам и знам дека и вечерва музиката по составот гледам дека е добра. Гледам дека и тука е маестро академик Новица Неговановиќ. Сакам утре да кажете дека убаво сте поминале и да имате убави спомени од градот Краљево. Благодарам. Многу краток историјат. Тука сте поради песна и дружење, ама и обврска да споменеме дека за тие што вредат, секогаш треба збор 2 да се каже. Здруженијето е формирано месец јануари 2009 година со цел за негување на македонската култура, историја и традиција. Освен промоција на македонскиот јазик, Здруженијето се базира и на средби на двете држави за друштвено, економски односи и приватни бизнис партнерски соработки. Учесници се на многу одржани културни настани во Рашкиот регион, а и самите се организатори на културни вечери, ликовни изложби и слични активности. Горди се на организираниот курс на македонски јазик, кој може да го посетуваат сите заинтересирани граѓани на општина Краљево, но и горди се и на пеачката група Кирил Печиновиќ, кои како добри домакини, ама и како гости се слуша. Тие настапуваат во цела Србија, но и надвор од неа. Za njih nikad nema iznenađenja, a verujem da ćete vi biti vrlo iznenađeni. Filip će večeras izvesti numeru Zajdi, zajdi, jasno sonce.
Negde najbolje Moravu je umelo... Некаде најдобро знае, морава да ја опее, одсвири и стонира нашиот специјален гостин вечерва, музичкиот академик Новица Неговановиќ. За него да се зборува секако било што е малку. Затоа наместо зборови ќе зборува неговата хармоника. Уживајте. Govori njegova harmonika i njegova pesma. Uživajte. Jedna reka u mom kraju, najdraža je meni. Kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Preprojavam sve trenutke svog provedene, ali ja su oni najdraži za mene. Preprojavam sve trenutke svog provedene, ali ja su oni najdraži za mene. Pesku su tad postala dva stopala mala, kad si za mnom govori, nosa potračala. Sad tu pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što juče bilo. Samo pesku ispisujem njeno ime milo i pitam se zar je prošlost što juče bilo. Samo razum pored reke i dala sve gleda, vremenu bez tebe duša da prolazi ne da. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Уште една благодарност до Новица. On je bio specijalni gost ovog 5. festivala. A sada jedno iznenađenje. А сега едно изненадување. Новица Неговановиќ јуниор. Junior. Кога го прашав колку години има, ми рече 9. Од кога свириш? Па тука некаде околу 3 години. А како ти тоа го совлада? Па не знам, тоа нека го кажат другите. Јас не сакам да предпоставувам, ни се сомневам за вашите аплаузи кога ова момче ќе заврши вечерва. Izvoli, Novice.
не ни грешку, ни намера. Не е ни погрешка, ни со намера, туку по протокол да ја представам КТВ телевизија од Кавадарци, која вечерва е со нас. Телевизијата постои 22 години, регионална телевизија е многу гледана во Македонија. Благодарност на нив е воспоставена соработка со телевизија од Чачак и Краљево, па предпоставувам дека ќе имаме повеќе размена на материјали и вакви весели програми. Поздрав за телевизија КТВ. Materijala i ovako veselih programa. Pozdrav za televiziju. Iz Kavadarice, naravno. Momci koji su iza mene i Момците кои се зад мене и една девојка како подршка во моментот ќе ви изведат еден вечерен музички програм. На крајот ќе кажеме кои се го сочинува овој бенд. Се викаат Класико бенд и доаѓаат од Кавадарци. Постојат помалку од една година, но немој ни случајно да имате недоверба, затоа што досега беа подршка на нашите учесници и веќе ги слушнавте како тоа го прават. И покрај нивното кратко постоење имаат издадено музичко CD, а активни си и слушани на каналот YouTube и како и со настапи низ цела Македонија. А зошто? Сега во моментот ќе ви се представат Класико бенд. Oni sada predstaviti i reći zašto su jedan od vodećih bendova u Makedoniji. Klasika. Što sunce to rano izgreva, da mu rose nad cveke milova, kaj što ptica ta ljubov dodea, sozi radosnici i srce povea. Gledaj prekrasno sino jezero, ovde ljubav da nema granici. Gledaj livada cvetna ravnina, ovde nebesna ta je od davnina. Nazad, nazad, kalinove, nemoj da odiš po mene. Daj da si ima glavoga reka, neke Bože znaju pomine. Daj da si ima glavoga reka, neke Bože znaju pomine. Blago teče mori požaranče, blago teče mori požaranče, je
не издржа. На солзени очи од звуците на убавиот македонски мелос. Пукна емоцијата, па присутните стана и се фатија на македонско уро. Još jače, Klasiko band. Sad ih predstavimo. Vokal, Angela Stepkovska. Muški vokal, Čedomir Spasih. I Boki bi Boga mi pozavideo večeras. Klarinetista Ida Sejfulov. Harmonika Dragan Petkov. Dure, Dime Lazov. I udaranjke Marijan Posnaldo. Pošto niste štedili glavom, oni će vas nagraditi još jednom umoru.
големи аплаузи на отворена сцена успеа да соберат нашите млади музички надежи, кои несомнено ги освоија и срцата на посетителите. Кога еден академик на српска музика Новица Неговановиќ му честита на оваа млада екипа, која нема член постар од 25 години, тогаш навистина тие вредат. На крајот од оваа манифестација беа доделени благодарници и признанија од страна на председателот на Сдруженијето. Но официјалниот дел не значеше и крај. Забавата помеѓу македонците продолжи во опуштена атмосфера и до раните утрински часови. Ечеше македонската песна и се играше македонскоро. Впечатоците беа обострано позитивни, а се даде и ветување дека оваа дружба ќе продолжи и во следните години, со истакнување и благодарност до советникот Ристо Јошев како најзаслужен за одржување и организирање на ова патување. За тебе живот даваме, о Македонијо. Како килим долина, а до небо планини, реките златоносни, а езера бисери. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. За момците од Класико бенд ке кажеме само едно големо браво, бидејќи го постигнаа нивото на многумина од нивните постари колеги. Не само што распалија, ги украдоа симпатиите и срцата на нашите македонци во Србија. Ова емисија нема да има традиционален крај, со обичната одјава до следното видување. Кој се родил во тебе и живот дава за тебе. Едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. На крајот од ова издание на Одблиску ќе потенцираме. Засвирете, запејте, заиграјте македонци каде и да сте. Нашето име е едно – Македонија.